Шпанија, Украина, Словачка, Белорусија и Луксембург се противници на нашата фудбалска репрезентација во квалификацијскиот циклус за престојното европско првенство кое во 2016 година ќе се одржи во Франција. Нашиот национален тим е дел од групата Д и квалификациите ги започнува со пресметка против европскиот и светскиот првак Шпанија на гостински терен на 8 септември оваа година. Против актуелниот континентален шампион Македонија два пати ќе игра на најголемиот државен празник, Денот на независноста. На 8 септември идната година на националната арена Филип II Македонија е домаќин на Шпанија. Инаку првиот домашен надпревар во квалификациите го играме на 9 октомври против Луксембург. Во Пари Сен-Жермен и големата Барселона падна во Скопје. Ракометарите на Металург направија вистинска сензација соодувајќи Барселона со 31-29 пред 7000 гледачи во спортскиот центар Борис Трајковски. Металург одигра надпревар за паметење против мокната Барселона, која го претрпе првиот пораз во сезоната по 38 одиграни меча во сите надпреварувања. Пред неколку месеци каталонците спасија глава во Скопје против Вардар играјќи нерешено, меѓутоа синоќа не може да избегнат пораз од Металург. Фантастично прво полувреме одигра избраниците на Лино Червар. Во последните 10 минути од првиот дел металурзите направија одлична серија од 8-1, со што по првите 30 минути имаше 15-11 против каталонскиот гигант. Во поголемиот дел од второто полувреме Металург ја одржуваше својата предност, а Кирил Лазаров се погрижи Барселона да дојде на -1 во самата завршница на мечот. Сепак избраниците на Лино Червар не се предадоа, а херој на мечот за металурзите беше Гоце Георгиевски кој постигна гол на 15 секунди пред крајот на мечот. Надпреварот го заврши со 6 гола. Циндрич беше најефикасен кај Металург со 7 гола, додека Вугринец даде 6. Кај Барселона Карабатич беше прв стрелец со 7 гола. Нашиот втор представник во Лигата на шампионите Вардар беше очекувано поразен на гости од Пари Сен-Жермен со 35-25. Ждрепката за осми на финалните дуели е утре. Рафа Надал во Рио де Жанеиро успеа да го освои својот 62 трофеј во АТП кариерата, откако во финалето со 2-0 во сетови беше подобро од Александар Долгополов со 6-3 и 7-6 по сетови. Со својот 62 освоен трофеј во кариерата шпанецот на вечната листа се изедначи со аргентинецот Гилјермо Вилјас, а оваа победа му донесе нови 500 АТП бодови и парична награда од $316,400. Вчера и официјално беа затворени 22-те зимски олимписки игри во рускиот град Сочи на стадионот Фишт. Во текот на 17 дена на игрите во Сочи се надпреваруваат 2873 спортисти од 88 земји, а вкупно беа поделени 98 медали. Олимписките медали ги поделија спортисти од 26 земји, а неуспешни беа домакините Русија, од кои освоија 33 медали, 13 златни, 11 сребрени, 9 бронзени. Норвешка е втора во пласманот на медалисти, 11 златни, 5 сребрени, 10 бронзени или вкупно 26 медали, а на трето место е Канада со 10 златни, 10 сребрени, 5 бронзени или вкупно 25 медали. 21 земја освои барем 1 златен медал, а 26 држави стигнаа барем до 1 медал воопшто. Неголемиот успех на македонските спортисти на досегашните олимпици беше 29-то место на Антонио Ристевски во слалом. Ова беа најскапите олимписки игри во историјата. Се претпоставува дека русите за организација на игрите потрошиле $50 милиарди. Следните 23 зимски олимписки игри ќе се одржат во Јужна Кореја во градот Пјонгјанг за 4 години во 2018 година. Изминатата ноќ во NBA лигата беа одиграни 8 меча каде по 4 победи забележаа и домакините и гостите. Бруклин славеше против Лейкерси во Стейпл центарот со 108-102 прв пат по 2007 година. Дерон Вилијамс со 30 поени и Пол Пирс со 25 поени беа најефикасни кај нетци. Оклахома на домашен терен беше поразена од LA Clippers со 127-117. Джамал Крафорд одигра перфектен меч постигнувајќи 36 коша. На другата страна 42 поена постигна Кевин Дурент кој беа премалку за триумф на мумните кои натаму се на врвот на западната конференција. Сакраменто славеше во Колорадо. Геј Томас заедно постигна 65 поени за прва победа на Денвер од 2008 година. Мајами без Леброн Джеймс кој го повреди носот, го солат Чикаго Булс со 93-79. Крис Бош со 23 поени 10 скока колку што постигна и Двейн Вейт и 7 асистенции го предводеа Мајами Хит до победата. За вечера предвидени се само 5 средби.
Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.